Вечерва со почеток во 20 часот ќе се одржи 9-то поред издание на традиционалниот познат кумановски фестивал Тумбафест 2021 година. На вечерашното издание учество ќе земат 21 пејач, реномирани од нашата држава, меѓу кои учество исто така земаат по автоматизам околу 30 автори кои се заслужни за изработка на овие прекрасни песни кои ќе имаме прилика да ги слушаме вечерва на фестивалот. Оваа година требаше фестивалот да биде од интернационален карактер, но знаеме со каква пандемија и со каков невидив непријател се соочуваме во моментот, затоа настапите на интернационалните гости беа откажани благовремено, со тоа што оваа година, покрај оваа голема криза, ќе се потрудиме тоа многу да не се осети во квалитетот и оваа година тежнеевме да го задржиме квалитетот на високо ниво, со тоа што повторно ќе ја промовираме македонската народна песна во духот на модерните аранжмани, со тоа што ќе успееме или ќе тежнееме да ја доближиме и до помладата генерација, иако знаеме дека во времето во кое живееме, помладата генерација слушат други жанрови, но не е на одмет и да се проба да ја спуштиме старосната граница на оние кои ќе го следат вечерашното издание на Тумбафест. Како што реков, на вечерашното издание ќе земат учество 21 пејачи од Македонија, како од повозрастната генерација и пореномираните, меѓу кои и нашиот добро познат на јавноста и на македонската јавност и на кумановската господин Нино. Гардата на кумановци ја предводи нормално тој, покрај него ќе се најдат Челик бенд како фестивалски оркестар, потоа Мирослав Крстевски, Лидија Спасовска со огнени момчиња, а од останатите учесници од позвучните имиња ќе ги спомнеме Анета Мицевска и групата Молика, Благица Павловска, Скопски боеми, Огнени момчиња, Ирена Спасовска, Владко Алексовски и други, да не ги набројувам, ќе имате прилика вечера да ги проследиме заедно, како што реков, со почеток во 20 часот, со претходно задолжително спроведени сите здравствени протоколи, за да не се соочиме со некои несакани последици во ова време, се да биде во најдобар ред, а со тоа и да ја продолжиме традицијата која е започната далечната 96-та година.